Добро вечер. 10 години по самитот во Букурешт, за 2 дена на самитот на НАТО во Брисел се очекува Македонија да добие покана за почеток на пристапни преговори. Претходно минатата недела падна и одлука за условен датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија од јуни идната година. Вечерва осврти на двете теми. За очекувањата од НАТО самитот, но не само од аспект на Македонија, туку и за одлуките кои ќе имаат поглобално влијание, разговарам со професор Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана. Но бидејќи се што се случува и на планот на НАТО и на ЕУ, зависи од прашањето за името, за договорот за решение и исходот од референдумот за договорот за решение за името. За овој договор од грчка перспектива, интервју со европратеникот Стелиос Кулоглу. А го скицираме и патоказот за идните чекори кон Европската Унија, кои почнуваат со скринингот најавен за 17 јули. Почнуваме со ред. И како што најавив, мој вечерашен гостин, професор доктор Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана. И првата тема вечерва секако предстојниот самит на НАТО, но од малку поинаков аспект. За темите кои што ќе имаат и по глобално значење, а не само за она што се очекува за Македонија. Професоре, добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. За Македонија е едно значењето на самитот, меѓутоа се очекуваат и многу други значајни теми. Деновиве актуелна пред се кавгата на релација САД-Германија околу финансирањето на Алијансата и она што се главни теми во кои што се некако подведени сите други би биле некако две. Оперативно пофлексибилни и финансиски постабилни. Тоа е она, условно да кажам, мото или две крупни теми на кои што ќе се дебатира, но и се очекуваат и силни конфронтации. Какви се вашите проценки? Па, на прашањето кој ќе биде мотото на престојниот самит на НАТО идната недела во Брисел, во новата зграда, нели, која што официјално ќе биде сега, нели, за прв пат употребена за самит, основното мото е да направиме агилно, подготвено и распоредливо, значи пораспоредливо НАТО. Значи тоа значи дека ќе се дискутира за теми кои што во основа се наведени некаде околу 6, кои ќе опфатат околу 6 прашања, но за нив малку попосле ќе зборуваме. Според мене суштината на дебатата, исходот од дебатата во основа ќе зависи од три основни точки. И јас би сакал прво нив накратко да кажам како тоа јас го гледам и потоа може да кажем и за точките. Значи, првата одредница која што ќе го создаде амбиентот за дебатите на самитот во НАТО и за наредните смерници е прво изменетата геополитичка состојба во светот, значи на глобален план, која што диктира дури на 2-3 години од самитот во Прага до денеска, НАТО веќе да дебатира за една виду изменета геополитичка положба која што видно на некој начин диктира како тоа понатаму ќе се прилагодува. Тоа постојано се наметнува, но некако се наоѓаат постојано нови теми и сфери на дејствување, иако противниците би рекле дека одамна е завршено времето за потребата дури да... Да, па дури, ја само телеграфски ќе напомнам кои се тие големи глобални пореметувања, така да ги наречем, имено сведоци сме дека релацијата меѓу двете суперсили, кои што се главните диригенти на геополитиката се уште, во основа се заострени, дури се навоѓаат во еден период на така наречена или креирање на така речена нова студена војна. Понатаму, релациите исто така меѓу Америка, Соединетите американски држави и Европската Унија исто така не се во поволна положба. Дури пред 2-3 дена председателот на Соединетите американски држави, дебатирајќи за тоа, каже една реченица која многу ме збуни, а тој рече дека европејците се исти како кинезите. Тоа значи дека према Европската Унија се размислува на начин како што се размислува за мерките против Кина.
Следната работа е на глобален план тоа што се наоѓаме во една тивкано жестока економска војна која одамна не била на некој начин на сцена. И тоа повторно инициирана од САД и на релација САД, Европска унија, значи, САД и други партнери. Кина, Индија, Пакистан, Канада и така натаму и така натаму. Понатаму имаме една ситуација, има и други работи, да речеме, многу е битно, Соединетите американски држави се повлекоа од 3 многу битни меѓународни договори кои што го збунуваат светот и сите аналитичари кои ја знаат проблематиката за НАТО. А тоа е тие се повлекоа од нуклеарната програма, договорот за нуклеарната програма со Иран. Тоа прави на глобален план поприлично тензии, бидејќи и тоа не само према светот, него напрема земјите кои развиваат нуклеарни програми, према САД, повлекувањето од своето за човекови права и повлекувањето пред неколку години од договорот за климатските промени. Сите три работи имаат исклучително важност за сите меѓународни играчи, имаат значење и уште една работа ќе спомнам дека излегувањето, тоа не го анализираат, еве не можев да прочитам скоро никаде, излегувањето на Велика Британија од Европската унија, а сега барањето на Европската унија да создава нови интервентни сили, значи Европска армија за брзо распоредување, а сега Англија е членка на Европската унија, не е членка на Европската, е на НАТО, значи тоа ги пореметува исто глобалните односи, бидејќи Англија е меѓу 5-6 светски сили. Така да, целиот тој амбиент сега ќе решава како ќе се одвиваат дебатите по сите прашања на самитот. Второто прашање сосема накратко кој ќе го определи тој дел е оствареното меѓу двата самити, бидејќи генералниот секретар првата точка е неговиот извештај за сработеното меѓу двата самити. Јас само ќе ве потсетам дека во Прага се донесоа многу заклучоци, многу смерници, многу одлуки падна, вкупно се 139 на 40 и нешто страни, завршниот документ. И тој предвидува можеби 20 на прашања кои треба да се сработат, меѓу нив беше зајакнување на источното крило, на западното крило, зајакнување на одбранбените капацитети на речете го на Украина, понатаму зајакнување на Турција, нели како посебен дел на јужното крило кое што на НАТО, нели напрема Русија. Сето тоа одеше напрема Русија, тоа ги изголеми тензиите. Понатаму, да не зборувам за борбата против ИСИЛ, против тероризмот, против сајбер заканите, против хибридните војни и така натаму, и финансирањето на краја како битно беше заклучено минимум 2% од бруто домашниот производ да биде остварен. Но тоа само 8 земји според последниот финансиски извештај го имаат остварено. И она што е најспецифично е дека големите европски сили ги нема меѓу нив, а на пример ја има една Естонија. Сега како тоа го објаснувате? Сега видете, само ова да кажам дека според нивните проценки на америчкиот претседател, кој веќе пратил писмо до сите земји членки на НАТО дека тоа мора да се почитува, значи останува многу проблематично бидејќи тие прогнозираат дека 8 земји тоа може да го исполнат и они се радуваат на тоа. Меѓутоа 8 земји, ама 29 се членки, тоа значи дека 21 држава не го исполнуваат, меѓу нив има и земји кои што го критикуваат тоа, како што е, и тоа се релативно големи земји, тоа е Шпанија, тоа е Италија, тоа е Франција, тоа се некои други земји, така да, значи, тој дел станува сериозен. И сега замислете, кога генералниот секретар треба нели да зборува во својот извештај за оствареното, ние ќе видиме дека во низа домени тоа што беше зацртано е далеку од постигнато. И уште една работа, да не ја испуштам, беше донесен договор за воспоставување на релација меѓу Европската унија и НАТО, но и тој е на некој начин многу назад од тоа како што се замислуваше. И третата работа која што ќе го створи амбиентот е присуството на претседателот на Соединетите американски држави на овој самит, бидејќи ние знаеме дека Америка има голема тежина нели во НАТО, најголем дел од технологијата, од опремата, од воените капацитети се нивни, тие учествуваат најмногу во финансирањето на меѓународните мисии, имаат клучна улога, но сега имаат нов претседател кој што ние сме свесни дека тој промени многу работи, значи и во политиката, и во делот на безбедноста, промени во протоколот, промени во настапот. И јас само ќе кажам една шега која што веројатно вие сте ја приметиле, еден медиум амерички сега пред 3 дена објави една работа во која што рече дека самитот на НАТО ќе зависи од тоа кој Трамп ќе пристигне во Брисел. Дали Трамп критичарот,
дали Трамп прагматичарот, дали Трамп кавгаджијата и така натаму. Според тоа, значи сега исто така присуството негово на самитот ќе даде една димензија на тој дел, бидејќи тој ако не друго, јас после ќе зборувам за тие една дополнителна сет на мерки кои што Америка го предлага, кои што мислам дека еден дел ќе го дополни, ќе дополни агендата, меѓутоа еден дел ќе има жестоки дебати и мислам дека многу тешко ќе може да се постигне. Прво што е јасно дека Трамп доаѓа со прецизна агенда без оглед на тоа што вие велите како Трамп доаѓа, меѓутоа прво и основно на неговата агенда се парите. Пораката е јасно пратена, доаѓам да ви кажам да си го платите својот дел. Тој испрати писма до сите членки на НАТО и тој инсистира на тоа. И сега замислете каква дебата ќе се води по тоа прашање. И сега за кои се официјалните точки, вие рековте се два блока на прашања. Еве јас издвоив некаде 5-6 такви точки. И би сосема накратко би кажал, значи покрај извештајот на генералниот секретар кој што ќе отвори поприлично сложена дебата по многу прашања, вклучувајќи и околу проценката на геополитичките и стратегиските односи во кои што се наоѓа НАТО, за сработеното досега и за идните смерници. Тоа се три работи на кои што ќе се фокусира тој и тука ќе има доста дебати. И тој сега според неговите изјави, значи, прво ќе се отвори дебата за реафирмирање на членот 5 од Вашингтонскиот договор, а што тоа фактички значи? Членот 5 од Вашингтонскиот договор подпишан 49 година значи дека ако се изврши агресија, напад или нарушување на безбедноста на било која членка, тоа е како да се нападнати сите земји и дека одговорот е фактички од НАТО, односно од алијансата како целина. Јас морам да кажам дека прагматичната одлука која што е донесена на 18 мај 1992 година од Советот за безбедност на Република Македонија, од кога почнува нашиот пат за НАТО, значи тоа е 18 мај 1992 година, во основа тргнувавме од алатките кои што ги има НАТО согласно тој член 5 и ние мислевме дека Република Македонија како полноправен член на НАТО, согласно членот 5 ќе има гаранција за нашите долгорочни стабилизирачки процеси и дека во основа од нас ќе направи една просперитетна, политички стабилна, економски развиена држава, безбедна доколку станеме полноправен член на НАТО. Сега, прашање кое што е се уште актуелно. Зошто се афирмира, еве прашањето може да биде хипотетички, зошто сега да се дискутира после 70 години, некаде така до година ќе биде 70 години, зошто сега да се дискутира за членот 5? Проценката е дека сега како никогаш досега на НАТО му е потребно, односно на членките на НАТО му е потребно обединување, усогласување на ставовите и постапување по заедничките ставови, бидејќи има оценка дека почнува да има разногласие, дека сето тоа може полека да наштетува на авторитетот на НАТО и затоа генералниот секретар и луѓето кои го подготвуваат тој самит сметаат дека реафирмацијата на тој дел е апсолутно една од клучните потреби. Втората работа е, сега тоа исто и Соединетите американски држави го заговараат, именно тие бараат зголемување на ангажманот на земјите партнери и тоа во сите можни, да речам, мисии, во сите можни институции на НАТО и така натаму, и покрај другото велат дека сега тие треба да се ангажираат во борбата против тероризма, против сајбер заканите, против хибридните закани, за миграцијата, нели, спречување на миграцијата и слично, стабилизирање Иран, Ирак, Авганистан, Ирак и така натаму, Сирија, но велат дека земјите партнери мора да бидат свесни дека имаат и одредени финансиски обврски према НАТО, што веќе отворено, вие го тоа спомнавте, зборуваат дека покрај земјите членки, значи данокот треба да си го плаќаат и земјите партнери како што е Република Македонија. Може би од еден агол на гледање од, да речеме, страна на Соединетите американски држави, тоа е може би во ред, меѓутоа сепак ако се има во предвид дека тоа е заедница
сепак на држави, дека тие во него внесуваат одредени ресурси, тие никој пат не може да бидат изедначени, избалансирани и никој пат не може да се избалансира, значи оптоварувањето на земите членки подеднакво. Затоа помалите... Да, добро, впрочем, постојат и тие коефициенти врз основа на кои се има тоа, тие се пресметуваат два и така натаму. контрибуција и така натаму. Сега многу интересно, третата точка е, која што исто многу интересна, велат дека мора да се продолжи, одnosno да се зголемат поморските сили на јужното крило и сега ова е официјално соопштено од генералниот секретар како точка, меѓутоа сега Соединените американски држави тоа го прошируваат и тоа велат дека треба да се направат поморски сили и тоа во нив треба да влезат покрај Бугарија, Романија и Турција, уште да влезат Грузија и Украина. И тие велат дека они би биле го воделе тој процес, меѓутоа за тоа потребни се поприлично средства, потребна е нова формацијска структура, нова команда и така натаму, што пак сега дополнително ќе ги зголеми трошоците, нели, на НАТО и пак одиме во таа спирала дека ќе дојдеме во, да речем, судир со желбата да се покачуваат издатоците за НАТО. Сега колку се тоа и овие нови елементи се всушност поврзани со релациите и доближување практично до границите на Русија, бидејќи ако се следи формалната агенда, многу големо значење се дава на тие посебни состаноци кои што се одржуваат и со Грузија и со Украина. Имајќи предвид дека во меѓувреме се целосно прекинати оние партнерски релации кои што ги има воспоставено НАТО и Русија. Видете, едно до прецизирање. Значи, мислам дека руското представништво во НАТО остана цело време во НАТО. Не знам колку се ангажирани, колку се вклучени, но они остануваат со своја ќелија во НАТО, имаат мисија своја и така натаму, но во право сте односите се исклучително усложнети. Затоа што после самитот во Прага 2016 година, НАТО за прв пат сконцентрира повеќе сили од што беше тоа во некоја во наводници нормала и во основа излезе на границите на самата Русија. Значи, тоа е со проширувањето на тоа поморско крило или јужно крило или како сакате земите кои што се на значи јужното крило на НАТО и тоа значи изнесување на сили на источното крило, а тоа е значи Балтичките земји и Полска. Ние дури во последната, нема половина година, имаше една бројка дека преку 3000 војници, тоа е под знамето на НАТО, но тоа се американски војници, со исклучително силна, технолошки напредна опрема, влегува во Балтичките земји и во Полска. Понатаму, вие знаете дека исто за прв пат тој одбранбен штит, како они го викаат и така натаму, тоа е исто веќе инсталиран или треба да се доинсталира во Полска и во некои други земји. И фактички сте во право дека нервозата кај Русија, значи поприлично е подигната на високо ниво, имаме риторика дури и воена во одредени ситуации, не знам, се уште се држи под контрола за среќа на сите нас, меѓутоа и новој самит, особено после ако има време ќе зборувам за вторите дополнителни барања на Соединетите американски држави, ќе видите дека тие понатаму инсистираат, значи да се зголемуваат снагите, значи едена од препораките е да се зголемат снагите на НАТО во Европа и да се зголемат силите, значи на Црноморското крило и да се понатаму продолжи со излегувањето на источното крило на НАТО. Да се зголеми таа оперативна флексибилност. Што е со делот на намерите на ЕУ, кои што се интензивираат, иако одлуките во ЕУ се носат многу тешко и процесите траат долго околу формирањето на таа европска одбрана и колку сето тоа го ги прави уште понервозни односите во алијансата, бидејќи го знаеме со односот на членките во НАТО и членките кои што се земји на Еве да прокоментирам и тој дел. Значи и на самитот во Прага, значи има дури документ кој е подпишан за да се направат нови релации меѓу Европската унија, да се направи системот на интервенции поефикасен, да се направи заштита на ресурсите, да не се дуплират и така натаму, но тој договор многу тешко се значи остварува досега. Пред малку ви кажав дека сега 8 земји на Европската унија излегува со нов проект за формирање на вооружени сили за брзо распоредување
во услови кога веќе од Европската унија излегува Англија и тоа станува поприлично проблематично. Меѓутоа, сега има една многу интересна работа и ја поврзувам со тоа прашање сосема накратко. Значи, покрај ова официјална агенда, сега има уште еден официјален предлог кој го носат Соединетите Американски држави. Именно во Соединетите Американски држави е задолжен еден, така се вика, Центар за нови безбедносни политики на Соединетите Американски држави. Формирана е група за евроатлантска безбедност и тие подготвија фактички еден сет на документи, односно предлози, кои што америчкиот председател со неговата екипа ќе ги постави на самитот во НАТО. Значи, во првиот сет влегуваат зајакнување на мобилноста на НАТО силите, зајакнување на силите на НАТО во Европа, не на друго место, зголемување на подготвеноста, реформирање на командната структура, и тоа е многу интересно, со додавање на две нови команди, едната е за логистика, едната е за поморство. Значи, Америка сега предлага НАТО да има посебна команда за поморство. Тоа е исто една поприлично така доста така сериозна новина, бидејќи тоа ќе бара средства, ќе бара нова војна структура, ќе бара нова војна команда и така натаму. Да, но нели Трамп вели треба да се троши во она што треба, а не во нови згради. Сега бараат зголемување на ефикасноста во одлучувањето на НАТО, не се задоволни од брзината на одлучувањето. Понатаму сега ова што го пред малку зборуваме, споделување на товарот на мисиите на НАТО. Значи со сите членки и сите партнери. Понатаму, значи, доваѓа зајакнувањето на... Тоа е интересна дилема, товарот на мисиите, иако товарот на мисиите кога е во прашање Македонија беше на земјите членки, меѓутоа во однос на бројките и партиципацијата, например, статистиката покажува дека низ минатото Македонија, ако се гледа по глава на жител, дури имаше многу поголемо учество во воените мисии на Алијансата од многу земји членки, дури и земји основачи. Тоа е вистина, податоа сте зборува дека Република Македонија, за тоа сум зборувал почесто, дека армијата на Република Македонија во тој дел одработи доста. Нашата армија во мировните мисии учествуваше некаде преку 100 ротации. Над 4000 војници се учествувале во тие ротации. А исто така македонските мировници добија некаде околу 3600 одликувања кои се доделени од странски авторитети, од армии на странски авторитети, што значи тие се заслужени значи според тоа Република Македонија, согласно, еве и ако земеме бруто домашниот производ кој што го остваруваме и бројот на жителите, споредено, ние некаде бевме на 5-6 место од членките на Европската унија, па дури бевме пред Грција и пред некои други држави членки на НАТО, кои што процентуално, значи, даваше помал придонес од нас во НАТО. Јас сакам да кажам дека фактички успешноста на мисиите на некој начин придонесе Македонија да го заслужи, да ја заслужи поканата што ја добивме 2008 во Букурешт. Тоа допринесе Македонија сепак да стане земја која што функционира како да е членка на НАТО, а е фактички само членка на партнерство за мир. Што требаше да ја заслуживме. И ја заслуживме, ама не ја добивме поради ембаргото кое што се случи од страна на Грција. Сега уште една работа сакам овде да ви спомнам, да не ја испуштам. Исто овој центар за кој што зборував, предлагаат да се формира некој си нов координативен центар за обуки на НАТО, каде што НАТО нели ќе се подигне на високо ниво, но предлагаат да се формира и координативен центар на НАТО за борба против заканите, и кој ќе координира, тоа е многу интересно, активностите меѓу Европската унија, НАТО или НАТО Европската унија во остварувањето на целите на НАТО. Значи, доваѓаме до вашето прашање дека покрај во редовната агенда најавена, значи, Соединетите Американски држави преку овој центар, сега председателот Трамп тоа ќе го изнесе како барање во сите точки, ќе гледа тоа да го смести во заклучоците, и јас се надевам дека во заклучоците пак имаме како во Прага 139 заклучоци кои што едноставно за 2 години... Впрочем, таа е проблематика која што се работи многу предходно и се осогласува, бидејќи впрочем за ден и пол
не може сите овие прашања да се договорат, едноставно лидерите тоа само го парафираат. И само ако ми дозволите, само уште две прашања. Да преминеме на она што е најспецифично и најактуелно, сајбер заканите кои што се присутни и во политичкиот дел имаат дури и политичка димензија, имајќи предвид се што се случува на релација обвинувања САД Русија околу тој. Да. Значи сега околу дебатите ќе се отвори дебат околу подобрување на планирањето, понатаму најинтересно од ова, покрај тоа што го кажавте вие, за кое ќе кажам некој збор, значи, сега овие велат дека треба да се отворат нови домени на операции на НАТО и се спомнува дека НАТО полека, значи, треба да влезе во Вселената и да може да врши операции од Вселената. Според мене сега, ако НАТО се впушти во една таква димензија, тоа повторно ќе бара енормно зголемување на буџетите за тоа, бидејќи Европа има Вселенски центар за истражување, или не знам како точно се вика, но тоа е далеку од тоа, значи да може да има капацитети за остварување на воени или други мисии во Вселената. Сега за сега тоа може да го прават суперсилите и уште 2-3 други големи држави. Кој е аргументот за тоа? Сега аргументот за тоа е дека тие нели бараат современ, брзо распоредлив НАТО, а современ НАТО без Вселената и без вселенската технологија, така предпоставувам, не може да биде брзо распоредлив и да биде модерен како што денеска тоа се вели. Сега одиме на вашето прашање. Да. Значи тие бараат сега исто овој центар, значи да се изработи нова доктрина за борба против сајбер заканите и хибридните закани, со искористување прво на можностите на сите земји членки, значи на НАТО, земјите партнери и земјите на Европската унија, тие што по разни основи не се таму. И сега бараат нови технологии, дури американците велат дека треба да се истражуваат нови технологии, дека нивните најнапредни не се доволни да ги спречат таквите хибридни закани и така натаму. Ќе бараат да се определат човечки ресурси кои имаат специфични знаења во таа област, нови обуки за нив и дополнителни средства за оспособување на капацитетите и институции на НАТО кои што ќе се спротивстават на таквите закани. Добро, сето тоа е и мотивирано од сето она што се случува актуелно на релација САД Русија, обвинувањата околу влијанијата во американските избори и така натаму. Но сето тоа се прашања за она што ние условно го велиме на големата политика. Каде се тука малите земји и малите земји од регионот кои што се веќе членки и Македонија која што очекува врачување на таа покана за почеток на пристапните разговори. Колку сите овие предизвици кои што од самит во самит се зголемуваат, ако предходно беше тероризмот, сега веќе е сајбер одбраната и така натаму, и постојано имаме некои нови предизвици. Го слушнавме деновиве ја слушнавме презентацијата на стратешкиот одбранбен преглед, новиот стратешки одбранбен преглед на Министерството за одбрана. Сега, колку сето ова, сите овие новости, сите овие можеби промени кои што ќе се случуваат и во начинот на функционирањето внатре и финансирањето и така натаму, се уште поголем предизвик за Македонија. Видите, прво за ова што го спомнавте на глобален план. Значи, односите се изоструваат. Тоа води, дури ако може да се примети, порано беше многу актуелно трката во вооружувањето, нели? Тоа сега не го спомнуваме, меѓутоа на повидок е апсолутно таква ситуација сега. Вие, ако се сеќавате пред 2 недели, председателот Путин излезе со една теза дека неговите најнови атомски одбранбени системи се секогаш биле и сега се понапредни од таквите системи на западните држави. А ние знаеме дека со доаѓањето на новата Трампова администрација во Соединетите Американски држави, исто така тој го зголеми војниот буџет и тоа е енормно, и исто така даде налози за нови истражувања, производство на нови одбранбени капацитети во делот на вселенската програма, во делот на воздушните сили, поморските сили и особено во делот на нуклеарните стратегиски орудија.
Значи, сето тоа сега, сакале или не, има одраз врз дебатите сега и на самитот и во излекувањето на заклучоци. И јас овде сакам да спомнам дека во принцип и тоа искуството ме научи дека малите држави, како што е впрочем и Република Македонија, во констелацијата на таквите односи не можат да придонесат да се нешто измени на тие релации. Тие можат да си ги олеснат своите проблеми, препознавајќи ги магистралните правци каде што се движат посебно асоциациите на држави, не државите. Оти денеска врзувањето со една држава впрочем и е невозможна. Затоа врзувањето со политиките на НАТО за нас значи да ги препознаеме смерниците каде треба да се движиме и да не правиме грешки кои што можат да не однесат не на линијата на огнот, како што беше кажано од државниот секретар Кери пред година и нешто, но да не втурнат во огинот која што го создава таа линија. Но ние сме се уште на таа линија со оглед на тоа што несогласувањата постојат, а ние не сме ниту надвор, ниту внатре, односно сега ќе исчекориме, но тоа ќе биде само еден чек. Да, и сега зборот ми беше, значи, ако тоа добро го перцепираме веќе подолго време, ако денеска алтернатива, некоја понуда, друга поповолна алтернатива не се гледа, и граѓаните на Република Македонија ги поддржуваат евроатлантските интеграции, сега се 75, беа 92-3%. Според тоа, значи, создадена е една национална, ако можем да кажем, стратегија или национален консенсус кој трае од осамостојувањето на Македонија до денеска, дека нашите магистрални правци се Европската унија, значи полноправно членство и полноправно членство во НАТО. Од тука мислам дека ние треба да ги следиме тие европски политики и политиката на НАТО и сите наши прилагодувања треба да ги чиниме во тој правец. Значи, матицата на ресурсите на државата да бидат сконцентрирани токму кон остварувањето на овие две клучни цели. Кој е нашето очекување од НАТО? Бидејќи сега тоа да не испадне фалба. Се разочаравме, сега се очекува да се добие таа покана, но е условена. Условена од исходот на референдумот. Доколку референдумот не биде успешен, ништо од тоа практично нема да важи. Дали може да објаснам, да го кажам моето мислење? Значи, ние кога го објаснуваме, мора да бидеме отворени. Значи, писмото од Грција е стигнато до генералниот секретар и јас очекувам и мислам дека таа работа веќе не треба да биде спорна, дека Република Македонија ќе добие, прецизно зборувам, ефектуирање на поканата која што ни е доделена уште од 2008 на самитот во Букуреш. Значи, дури немаше ни потреба од самит, Македонија можеше да ја добие, да ја ефектуира таквата покана, додека само да го реши спорот со Грција. Бидејќи тој проблем сега е надминат и има една забуна. Јас деновиве со некои луѓе разговарав на таа тема и сега тие велат, па значи ние од петок дали ќе бидеме членка на НАТО. Јас велам нема да бидеме членка. Тие велат, па добро, значи и овде ќе не извисат. Викам, не извисуваат, затоа што има сега предпристапна процедура. Предпристапна процедура важи за сите земји кои влегле во НАТО. Тоа значи дека, ако у петокот се оствари нашето очекување, значи од понеделник почнува процедура кај 29 земји членки, кои што согласно националното законодавство, дали во парламентите или некоја друга форма, треба да прифатат дека поканата која што е испратена на Македонија, ја прифаќаат како валидна и прифаќаат Македонија да стане дел од клубот на земји членки на НАТО. Интересно е, во Вашингтонскиот договор стои клаузула дека станувате членка на НАТО во моментот кога последната држава ќе го информира Стејт департментот на Соединетите Американски држави, каде што се води администрацијата, дека таа е последната држава дека ја прифатила поканата Македонија да биде членка на НАТО. Сега, од тој ден ние стануваме членка. Тоа го објасни генералниот секретар минатата недела во Брисел. За генералниот секретар сакам да кажам, пошто го познавам лично. Значи, сега, зборот ми беше тоа, дека таа процедура трае некаде повеќе од година, некаде 7-8 месеци, некаде трае година, година и по. Се зависи од тоа како ќе се одвиваат работите. Хрватска и Албанија точно една година, дури неполна година за еден ден, а Црна Гора 18 месеци. Значи, некаде околу 3 месеци. Меѓутоа, проблемот
кај Македонија е следен професор. Пристапниот договор се планира да се потпише во јануари 2019 година и тоа е тој договор што потоа ќе оди на ратификација кај сите парламенти. Меѓутоа, доколку во меѓувреме страните ги решат обврските кои што ги имаат од договорот за името. Обврската на Македонија е успешен референдум и промена на потоа устав. Генералниот секретар тоа го кажа, го преслушував неколку пати, затоа што е многу прецизен како човек. Значи, ние имаме некој пат генерални секретари кои не се прецизни. Овој е многу прецизен. И тој кажува отворено, без заобиколување. Тој рече дека полноправно членство откога ќе биде успешен референдум. Зошто го кажува тоа? Тие читаат што пишува во спогодбата. Тие не ја подпишаа спогодбата, ние ја подпишавме, тамо вели дека доколку не успее референдумот, значи ни еден дел од спогодбата не важи. Знаете тоа, нели, дека има таква одредба. Според тоа генералниот секретар, мислам дека јас не го бранам, ама мислам дека и не може друго нешто да каже, освен тоа што ние сме го прифатиле во спогодбата со Грција. Значи, јас се надевам дека на добро ќе тргнат работите. Сакам да ви кажам едно моје мислење кое што... Претходно само да ве прашам. Или еве малку навраќање на минатото. 1995 година пристапување кон партнерството за мир. 1999 година првиот МАП или акцијски план за членство, рекордери сме. 17 исполнети, 18-тиот е во тек, тоа не се случило на ниту една земја и си постојано се повторува после самитот во Букуреш, вратата останува отворена и сега го пречекоруваме прагот. Колку лично, како човек кој е вграден во почетоците на македонскиот одбранбен систем, ова што се очекува во четврток предпладне, буди кај вас некое чувство на горчина, како што има кај дел од граѓаните, кои што се револтирани дека сето ова се прави не заради заслуженото, за кое што и претходно говоревме, и сработеното од Македонија, туку заради решението на спорот од кој голем дел граѓани не се задоволни. Само ќе ве дополнам, бидејќи спомнавте една реченица за моето вградување во тој цел процес. Иначе, јас спомнав 92-та, тоа е таа прва декларација. Јас ги спомнувам формалните чекори. 18 мај 92-та година е донесен заклучок на Советот за безбедност на Република Македонија, на која преседава председателот Глигоров. Јас имам реферирано за почетоците за колективното безбедно ситуирање на Република Македонија. После тоа доаѓа таа декларација, потоа беше во владата и 2003-та некаде есента собранието донесе одлука. Значи тоа е постапката и натаму сте во право. Дали сум огорчен? Јас во една пригода пред неколку години бев се одлучил веќе да не зборувам за НАТО, за интеграцијите и ова, бидејќи беше доволно, човек се истроши да постојано, јас имав една непријатност за сите самити, организиравме состаноци, организиравме јавно мислење, дебати во празно. Посетиви. Никој не вели дека можеби не дај Божи. И дојдете во состојба, ете како што вие велите, после секој самит доживувате разочарување, и тоа е тешка работа. Дури се сакам да ви кажам дека на Букурештенскиот самит ние бевме замолени неколку луѓе, јас бев еден од тие кај што настапувавме на неколку телевизии да браниме дека се не е изгубено. Не замолија неколку амбасадори од Република Македонија на чело со амбасадорката на Соединетите Американски држави, за да можеме јавноста да ја одржиме на курсот кон НАТО. Тоа е истината. На никого не му беше лесно да зборува и да зборувате нешто во кое што лично не сте убедени. Но морам да ви кажам една реченица. Јас и денес ко останувам на ставот, нема друга понуда. Значи, ние кога би имале да размислуваме една, две, три опции, тогаш можеме да ги мериме предностите и слабостите на една опција, на друга опција и така натаму. Ние сега за сега безбедносни асоциации, значи како заедница на држави како што е НАТО, ние сега за сега немаме друга,
нели Варшавскиот отпадна, нов има некој азиско, како се вика, кај што е Русија, Кина и тамо, тоа е далеко од нас. А пред малку реков, врзувањето со една држава, тоа сега веќе нити е модерно, нити е прифатливо. И која ќе држава ќе прифати, како ќе ни гарантира на нас безбедност на подолга патека. Значи, и во моментот сум убеден дека Вашингтонскиот договор и членот 5 гарантира таква работа на долга патека. На Македонија како балканска земја и е потребна дополнителна безбедносна гаранција. Имате контратеза на ова? Сите околу нас се членки на НАТО, кој би не нападнал? Не. Или кој би не загрозил? Вака сега ме провоцирате за една работа да ви кажем. Дека прво, Балканот целиот не е безбедносно ситуиран. Значи, ние имаме земји од каде што апсолутно може да се прелее нестабилност во Република Македонија. Историјата покажа дека овие народи што живеат на подрачјето на Западен Балкан, безбедносните појави се однесуваат по принципот на сврзани садови. Тоа значи нешто денеска што е актуелно на Косово може да биде во негативна смисла кај нас, нешто што е кај нас може да биде во Албанија. На Босна и пред се Србија, Босна, предстојното разрешување на српско-косовските односи? Да, апсолутно, да. И затоа јас имам една изјава пред некое време кажано дека тоа беше дури така приметено како пред 2-3 години. Јас инсистирав до влезот во НАТО ние потхитно да ги зголемиме одбранбените капацитети на Македонија. Бидејќи ние бројчано се усогласивме како да се членка на НАТО, вие тоа добро го приметувате, ние се направивме по стандардите на НАТО, а сме надвор од НАТО. Од 7.500 и 4.000 детерминирани за постојани акции. И сега продолжувам понатаму, кога бев запрашан од ваш колега баш во ова студија, да не мислите дека армијата треба да придонесува и за внатрешната стабилност, реков да. И сега исто мислам дека Македонија можеби од членките на НАТО од надвор не се директно загрозени, но ако се има констелацијата на балканските односи кои не се доситуирани до крај, можно е Република Македонија на подолго време како што е или не дај Боже да тоа продолжи понатаму, да предизвика други апетити кои што ќе бидат поддржани од дел и од Македонија, но и од надвор и може да се случат барања кои што кидат на тоа да се заговара напуштање на унитарноста на Република Македонија и некои други предлози за кои што впрочем да се подсетиме 2002 година имавме одредени да речам активности кои што сега не сакам да ги спомнувам, а да речеме во поширока и во поисториски контекст поделбите на Балканот и менувањето на границите воделе кон жестоки балкански војни. Значи ние останувајќи надвор од тоа и да речеме, сега ќе ве посетам 1991 година, кога беше дисолуцијата на Југославија, имаше разговори за поделба на Македонија. Еве, можеби првпат отворено ќе зборувам дека ние до 20 февруари немавме влада и до 14 февруар 1991 година преговорите во Белград во име на председателот Григоров јас ги водев во делот на политичкиот систем, одбраната и безбедност. Вие да ги чуевте тогаш дебатите помеѓу председателот на Хрватска и на Србија, меѓу председателот на тогаш премиерот на Грција и председателот на Србија, понатаму вклучувањето на председателот на Бугарија, кој што ние успеавме да го убедиме и да го донесеме во Скопје, да го убедиме да не влегува во таква игра, ние имаше во тој период... Сметате дека, немаме уште многу време, сметате дека тие немирни духови на Балканот можат повторно да се разбудат? Јас мислам дека ако се осети некоја слабост, ништо чудно дека некој, видите, на Балканот се створија прво многу воени, паравоени, милитантни, екстремни, сега се зборува, се заговара за тој насилен екстремизам од повратниците, од војните и така натаму. Јас не велам дека во официјалните политики можеби некаде се уште вирее, да речеме, некоја идеја за поделби, ама убеден сум дека подмаса се уште постојат разни параструктури на овој простор, кои што поддржани од надвор можат да направат дестабилизација. Секој пат дестабилизацијата настанува во земјите кои што се
со најслаби капацитети безбедности и земите кои што немаат поголеми помошни држави или асоциации кои што им гарантираат за нивната сигурност. Затоа мислам дека ова е една поприлично сложена проблематика за која што најверојатно нашите државни органи имаат дебати, тие го знаат тоа и мислам дека затоа можеби сега оваа шанса во НАТО сите ја посакуваат, ја посакуваме сите и јас сум еден од тие кои што сметам дека со тоа Македонија ќе почне полека да затвара одредени простори кои што можеби некои ги посакуваат. Јас ќе ви кажам дека постои една карта која што едно време се објавуваше јас по разни основи ја имам можност да ја имам добивано од разни служби. Нова територија се уште има аспирации по разни основи. Значи, од соседи и така натаму до пошироки групации на држави, така да на Балканот духовите, знаете како е, секој пат може да се, нели, повторно да се појават. Јас тоа не го посакувам, јас мислам дека ние сме далеку веќе од една таква ретроградна политика. Еве гледаме дека спогодбата ја поздравуваат сите соседни држави, што е прв пат во историјата. Јас ви гарантирам, бидејќи имав некои разговори со колеги, например, професори од Софискиот универзитет, од Атинскиот и така натаму, и тие не се задоволни од многу работи, меѓутоа велат дека ако меѓународната заедница застанува, беше многу комплицирано една дискусија кога велат ние прифаќаме, зад него застануваат Обединетите нации, Европската унија, НАТО, големите сили и сите соседи. Да, професор, пред самиот крај сме жестока е таа дебата, многу конфликтна внатре околу тој договор и сега кога некој би ве прашал зошто јас треба на референдумот, не знаеме кога ќе биде датума, дали ќе биде на 23, на 13, на 17, без оглед кога ќе биде, зошто јас треба да го подголтнам овој договор во кој што мене ме преименуваат во име на некакво си НАТО интегриран, што тој мене ќе ми донесе. Ако би се соочиле со вакво прашање, како би одговорили, еве во една реченица, бидејќи ме подсетуваат само уште толку време има. Да, ама ова е многу деликатно прашање, сакам да ви кажам прво дека кога се толкува спогодбата треба да се исчити и добро да се толкува. Значи ние 92 во јуни на самит на Европската унија во Лисабон се заклучи дека именката Македонија не може да биде во името на државата која што се создава на север од Грција. Значи ние беме тотално обезличени. Потоа дојде предлаго сложено име со географска одредница, а тоа значи споено име. Значи географската одредница споена со именката Македонија и за целосна употреба. И тоа беше обезличување на Македонија. Имаше предлози други кои што беа прифатливи. Ние 92-та Република Македонија Скопје ново парламентот беше одбиена. Имаме 98-ма некаков договор, Тоа се аргументи за цела конференција. Јас ви реков три клучни аргументи кои што на секого би му ги посочени. Првиот аргумент е дека треба се исчита добро спогодбата кај што стои дека основата на името на оваа држава е именката Македонија. Значи, до оваа спогодба немаше таква определба. Второ, во оваа спогодба за прв пат се признава јазикот, културата и идентитетот. Досега ни Грција, ни некого тоа не му доваѓаше на памет да го прифати. Трето, остануваат нашите кодови за меѓународен промет, освен на таблиците за колите кај што С треба да се додаде, секаде останува МК или МКД. И временската дистанца, значи за примена на клучните документи пасоши е кога ќе истекуваат постепено. Сега, спогодба не може вие само да добиете, некаде мора и да изгубите. Ние кај попуштивме. Значи, нашите преговарачи, владата со министерот за надворешни работи Димитров... Попуштивме со ергеомнас, ги добивме тоа што владата вели идентитетски гаранции. Значи, сосема за крај. Што е добивката од НАТО? Сосема за крај во три точки, бидејќи навистина немаме време. Значи, Македонија станува безбедна и стабилна држава, бидејќи е тоа политички воен сојуз, станува политички стабилна држава. Кога ќе станеме политички стабилна држава, значи тогаш ќе имаме и правосудство, и правда, и човекови права, се е врзано со државата, значи со стабилната политичка држава, демократска држава, значи ќе добиеме демократска правна држава која функционира во некакви нормални услови. И третото,
ќе добиеме можност, Македонија станува безбедна дестинација за странски инвестиции. Македонија ќе може да искористи многу во економска смисла, доколку е способена, се разбира. Едното е постов на странски инвестиции. Истражувањето покажува дека последните проширувања по влезот во НАТО од 3 до 11% се зголемува странските инвестиции. А да речеме пак, учеството на земјата во нарачките на НАТО е неограничена. Ако имаме компании кои што се капацитети, тоа значи тогаш Македонија не може да се рече дека Македонија има само придобивки од воен аспект или од одбранен аспект. Значи НАТО е комплексна организација која што нуди стабилност, демократија, правна држава, економски развиена земја и се друго што е атрибут на современите модерни држави. Затоа јас се надевам дека овој пат треба да го докаречиме и малку и Македонија да се оттргне од ова балканско, да речам, црнило. Ви благодарам што бевте вечерва мој гостин. Продолжуваме со останатите содржини. А сега се враќаме на прашањето на Европската Унија. Впрочем, и поканата за НАТО и условениот датум за почеток на преговори со Европската Унија зависи од успешното спроведување на референдумот за договорот за името со Грција. Бидејќи со македонските конфронтации се очекуваме секојдневно. Вечерва поглед кон договорот и неговите перспективи од грчка гледна точка. Во Европскиот парламент интервју со европратеникот Стелиос Кулоглу, поранешен новинар и колумнист, сега дел од радикалната левица. Со мене во студиото на Европскиот парламент е европратеникот од Грција Стелиос Кулоглу. Mr. Stelios, welcome to our program, and my first question is about your comment for the last decision from the Council of Ministers to open or to set out the path for starting negotiation in June next year. I think it's a positive mood. It's a positive decision. You know, in Europe, in this European Union, and your viewers and citizens must know that it's difficult for everybody to agree. There are different countries, different traditions, cultures, histories, etc. So, if there is a decision, that's very good. This decision is a result of compromises, but still is a good, positive decision. There was plenty of information that the Greek foreign minister, Mr. Kotzias, was among the strongest lobbyists in favor of this decision or in favor in Macedonia. So far, it has been almost unbelievable. Is this the result of the new agreement for the name issue? Of course, but you know, the new agreement is the result of a decision by the Greek side that we have to settle the problem with our neighbors, and we have to stay together, to be together peacefully, and to collaborate. You know, and so that was the belief before the agreement. Now we have the agreement. The agreement, to my view, is a very positive one for both sides. And then now, based on this idea that we have to stay together, to stay in a peaceful way, to have good relations, it's logical that the Minister of Foreign Affairs tried his best to achieve a good result for the Northern Macedonia and for the peace process we are now are engaged in. You already used the terms Northern Macedonia. Do you believe that the referendum will be successful in Macedonia? This is up to the people to decide. But to my view, I hope it will be a yes vote in favor of the agreement, because we don't. I think it's stupid
for those countries with no kind of territorial claims or disputes or something unsettled to have tense relations for 27 years. We have to settle the issue and look to the future, not to the past. And Greeks have to look to the future, and also you have to look to the future. Let's move to the agreement and some specific part of the agreement. Greek side have some obligation. Macedonia has its own obligation. Is there, let's start with Greece, is there any risk for the Greek parliament not to ratify the agreement? I don't think so. I think the Greek parliament will ratify the agreement. Of course, there are reactions from some nationalists in Greece and the extreme right, and also the opposition parties, but this opposition party is a party which created this problem in the past. And one of the problems is that if you create the problem, you have to take the historical responsibility for this. They are not taking any. This is completely irresponsible behavior. So yes, there is opposition, but the agreement will be approved by the parliament. There is no doubt about this. It's going to be enough majority? Absolutely. It's going to be enough majority, and we hope also we'll have a clear majority from your part, so to finish this deal. Listen, people in Greece and young people are leaving the country to go work, in the Central Europe or something. And also you are having financial and economic Yes, we problems. have the same situation in Macedonia, but we have also the situation when we have the main opposition party in Greece with their stand that we cannot let those people to call themselves Macedonians. Yeah. So, how to move forward with such kind of position? In every country we have an opposition. In your country also you have the opposition that says that this is the agreement is not good at all. It's a kind of treason, but this is part of the political game and part of the stereotypes people have in their minds. But we have to move forward and get rid of this. People in Greece and in North Macedonia, young people need work. They don't need dispute. They don't need animosity. They don't need war. They need a peaceful environment to improve our economic relations, to improve our visits to Greece and vice versa, tourism, everything. That's what we need. We must prosper. This is our obligation for us and for the generations to come, for our children. We don't have to have a dispute about what happened in 1991. Yes, but how to resolve the position that this agreement was some blackmail from Greek side to Macedonia, or that the deal is or it is deal to humiliate the neighboring country? No. Listen, this neither a blackmail nor a humiliation. Let's take the blackmail. For instance, Greece can get along with the present situation without any problem, So there was a will to solve the problem. That was the scope of the agreement, And so we see in the other side also a desire to solve a dispute, and this is why. So we said, okay, let's move forward. We don't want to stay in the past. Let's have good relations with our neighbors, So the other part is the part of humiliation. No, we don't want in any way
for the other parts to be humiliated. If one part of the agreement is humiliated, then the agreement is not going to stay for long. We want, what happened in the past was during the 25 years before, there was those statues of Alexander the Great in every part of your country. This was a kind of humiliation for the Greeks. They consider, the great Alexander part of their heritage. So now we want an agreement to be fair for both sides. And since the main issues have been already told and resolved, nobody's humiliated. If you see the reactions, it's not a coincidence that the extreme nationalists in Greece and in Northern Macedonia are protesting against the agreement, saying the same exactly words, using the same terms, like treasury, you are a traitors, it's not a good agreement, etc. That says something? I think yes, it says that it's a good agreement. But why is still so difficult for the part of Greek society, but not only the society, also the politicians from the opposition party to accept the fact that we exist as Macedonians, and that this is our human right to self-determination. Yes, and this is part of the UN convention. Yes, and this is the house of democracy. Yes. Well, there's been a dispute, and there have been mistakes made by the two sides, because after President Gligorov, who had a very conciliatory and moderate approach, we had many, extreme moves from the other side, from the government of Mr. Gruevski, and also from the Greek side, and from the Greek side. Yes, there have been mistakes from both sides, so we have to forget the mistakes, to solve the problems and go forward. There were also maps. From the Macedonian diaspora abroad, maps, portraying Thessaloniki to your country, to the bigger so-called Macedonia, etc., etc. So there were also, but the diaspora will do the same for next 10 or 20 years. Is the same with the Greek diaspora. We know that in Australia, for example, there is even the fighting between them. So yes, because they don't have to live here. The people who have to live in this region, they have to stay peacefully and to prosper. And to stay peaceful and to prosper must solve their differences and establish better economic and cultural relations. So the people there, they are stick to the symbols, but we have to stick in the reality. We have to stick in the prosperity. We have to stick in the future of our children. But there is a lot of divisions. This is the fact, and there is a part of agreement named building confidence and mutual confidence. How to do this in the future, having in mind the position of the part of society in Macedonia and in Greece? Listen, I think the people, those are mainly political stuff. Those are things that are, pushed by politicians. The people, our people, are already collaborating. Even during the highest moments of the tension
even during the embargo decided by the Greek side, and after the embargo, and after this mid agreement in '95, people collaborate. People are traveling. People are getting here and there, and we have good relations. So it's a political issue. It's not a mentality Yes, but issue. let's back to the polls. 48% of Macedonians say that they don't want to change the name, the constitutional name. More than 60% of Greeks are saying that they will never accept the name Macedonia in the name of my country. So how to build the future with such a number? Because the polls show the will of the people in general. Yes. They are not always exact number, but they are a very good indicator. The destiny of the people is not decided by polls. The destiny of a nation is decided by good agreements, by elections, referendums, but not by polls. I'll tell you a story. When Greece was to enter the European Union, the common market at the time, the vast majority of the people were against. And because they were saying that this is not good things, this is a very bad place to be, they're imperialists, etc., etc. And at the time, the Prime Minister, Konstantin Karamanlis, decided to move forward, because sometimes it takes political courage, sometimes it takes leadership, sometimes it takes to look at the future and not to look at the past. But you have also family Mitsotakis with the same line, starting from, if you look, their family tree. The position is almost the same. The family Mitsotakis is a kind of a version of Greek tragedy, Mr. Mitsotakis is not standing as a statement now. He's playing a very, narrow-minded political game. Despite the fact that his family was much more moderate concerning the Macedonian question, His father wanted to have an agreement with Mr. Gligorov. He was not allowed to do so by the nationalists in Greece, and his daughter and the sister of the President Mitsotakis wanted also to have a compromised solution. This Mitsotakis is playing narrow-minded political games. It happens in politics. What to do? Okay, now we have the agreement. We have the decision from the Council. So how do you see the next step in terms of Macedonian moving to the membership of the EU? I hope that the agreement will be approved by the referendum and by the Greek parliament, and we're going to solve the problems one by the other. And the remaining things are not so important. We have to deal with symbolic issues, not real facts, And I hope then your country is going to enter in the European, to start negotiation, enter in the European Union. I understand that the majority of the people want also to join NATO. I'm not in favor of this, but this is your own. Yes, you are leftist. This is your own decision to do it. If you want, why not? I have no say on this. And we have to proceed and maintain and establish better, friendly relations. We both need that, period. All the other belongs to the history, to the past, to mistakes that have been made. But let's finish. Let's turn the page. Let's have a new, prosperous page between the two countries. What we have to divide but a name? Nothing, So let's move forward.
Thank you very much for being my guest tonight. Thank you. И за крај, и во најоптимистичко сценарио во кое што верува владата, долг е патот до полноправно членство во Европската Унија. Затоа во соработка со Институтот за европски политики направивме кратка визуелна презентација на следните чекори што ја очекуваат Македонија. Процесот на пристапување кон ЕУ се состои од повеќе чекори. Македонија како земја кандидат од 2005 година се наоѓа на прагот на отворање на преговорите. Чекорот кој следи е спроведување на пристапните преговори, чија цел е полноправно членство во Унијата. Европската комисија по 2 години замрзната препорака, оваа година повторно даде препорака за отпочнување на преговорите. Советот на ЕУ ги уважи насоките на комисијата и даде поддршка за условен почеток на преговорите во јуни 2019 година. Европскиот совет исто така ги поддржа заклучоците. За отворање на преговорите, Европската комисија подготвува преговарачка рамка. Оваа рамка треба да биде условена од страна на Европскиот совет и Советот на министри. Формалниот почеток на преговорите е означен со меѓувладина конференција на која се презентира и преговарачката рамка. Скринингот е процес кој предстои на отварање и затварање на секое поглавје, кој се одвива на меѓувладини конференции кои се одржуваат секои 6 месеци. Во некои случаи во овој процес се одвива и предформално отворање на преговорите, особено за области кои се пообемни. Скринингот започнува со тоа што Европската комисија одржува информативна сесија во која објаснува европската легислатива која е содржана во поглавјето. Потоа државата ја презентира правната рамка и праксата по државата во што е утврдена заедничка позиција од страната на ЕУ. Овој процес се одвива за сите 35, односно 33 поглавја, со исклучок дека зависно од тежината на поглавјето може да се одредат и одредници кои треба да се исполнат за привремено да се затвори поглавјето. Привремено затворање на поглавјето значи дека државата ги исполнува критериумите поставени од ЕУ во таа област. По затворањето на сите поглавја, Европската комисија изготвува финален извештај за пристапните преговори. Потоа се изготвува договор за пристапување, кој едногласно се носи на Европскиот совет и подлежи на ратификација на сите држави членки согласно нивните уставни закони. Овој механизам на одредници беше развијан во контекст на Романија и Бугарија во постпристапниот период, додека сега се имплементира за секое поглавје од ЕУ законодавството во тек на преговорите. Овој механизам е поставен така за да ја помогне на земјата кандидат на потранспарентен начин, како и поконкретни со воспоставување на поконкретни услови, како да ги исполни барањата кои што таа ги очекува за да оди кон следниот чекор од овој процес. Нашето најконкретно искуство со одредниците и најпозитивно е во поглед на визната либерализација со патоказот кој што беше утврден, каде што можеме да видиме дека доколку од една страна има јасна политичка волја, јасна перспектива, очекувањата се, односно резултатите ги исполнуваат очекувањата. Така компаративно ако споредиме, гледаме дека ни сите 4 блока на одредници во тој период Македонија има едни од најдобрите резултати. Сега што се однесува на тоа условите кои што ги бидат поставени сега, можеме да очекуваме да ќе дури над оние кои што се поставени за Србија и Црна Гора, што може да биде и позитивно, бидејќи одредниците нема да се фокусираат само на слепо имплементирање на законодавството, односно слепо транспонирање на законодавството, туку и на фактичката евиденција. Можеме да видиме дека условите кои што се поставени во моментов се отклонуваат од претходните бранови на проширување, односно, пак ќе кажам, нема она формално транспонирање на законодавството, туку се фокусираат и на проценка на влијание, како и воспоставување и следење на евиденција за имплементација. Она што беше кажано во нашиот контекст, значи во заклучоците од Советот, е дека очекуваат да се сконцентрираме на реформите во безбедносните и разузнавачките служби, како и на судските реформи и реформите во јавната администрација. Повторно споредбено со Србија и Црна Гора можеме да очекуваме дека одредниците ќе се фокусираат на демонстрирање на еден солиден трак рекорд, особено што се однесува до деполитизација и вработување на база на заслуги во судството и јавната администрација. Споредбено, ако гледаме со како и другите земји во регионот, најголем предизвик ќе представуваат секако поглавјето 23 и 24. Доколку видиме во Црна Гора, значи само за поглавје 23 има 45 привремени одредници, а за поглавје 24 има 38. Значи, тоа е некоја пракса која што досега е, мислам, воспоставена дека цело време ќе се зголемуваат условите. Ако споредиме со Хрватска, овие две поглавја биле отворени и затворени во една година, додека за Србија дури 2,5 години по отварањето на преговорите овие поглави биле отворени. Така да можеме да очекуваме дека овие ќе представуваат најголем предизвик. Дополнително
Може да очекуваме дека и ако споредиме со Црна Гора, дека ќе представува предизвики по главјата на животна средина, како и на конкуренција. И во нашиот случај, доколку споредиме со последниот извештај на Европска комисија и поглавието на слобода на движење на работниците и буџетските реформи. Од тоа што гледаме споредбено сега повторно со Србија и Црна Гора е дека се отвараат по 2 поглавја на секоја меѓувладина конференција која што се одржува на обично 6 месеци. Доколку споредиме со тоа, во просек би ни требале 9 години. Сепак, како што кажав и претходно, предност на Македонија што имаме најдобра усогласеност на законодавството во споредба со државите од регионот, така да можеме да очекуваме дека ова може да оди можеби побрзо. И тоа беше се за вечерва во ова предходно снимено издание на Топ тема на ваша страна. Се гледаме во среда во живо од Брисел, од самитот на НАТО, во уште едно специјално издание на Топ тема на ваша страна, како и во четврток во ТВ Мост, Брисел, Скопје. Довидување.